Денеска православната црква ги празнува светиот Михаил епископ Синатски, преподобниот маченик Михаил и преподобната Ефросинија кнегиња Полоцка. Светиот Михаил епископ Синатски. Овој свет и умен ерарх се посветил себе си од детството на служба на Христа. Се подвизувал заедно со светиот Теофилакт Никомидиски. Еднаш во сушно време овие двајца светители со своите молитви измолиле обилен дожд на земјата. Поради својот подвижнички и девствен живот од својата рана младост, бил избран и посветен од патриархот Тараси за епископ Синатски. Учествувал на седмиот Вселенски собор. По желба на царот отишол кај калифот Харун ал Рашид да води преговори за мир. Во времето на лошиот Лав Ерменинот бил симнат од архиерејскиот престол поради почитувањето на иконите и бил прогонет каде што во беда и сиромаштија го завршил животот, останувајќи до крајот верен на Христовата вера. Во 818 година и се преселил во царството на Христа, царот. Преподобниот маченик Михаил. По смртта на своите родители, Михаил го раздал целиот свој имот на сиромасите, а тој отишол на поклонение на светините во Ерусалим. Потоа стапил во манастирот на Светиот Сава освештен каде што и се замонашил. Михаил бил сосема млад и личен, но од многу постење станал сув и блед. Во тоа време, во Ерусалим, владееле арапите. Еден ден, неговиот духовен отец го испратил Михаил во градот да ја продаде ракотворбата. На улицата го сретнал евнухот на арапската царица и го одвел кај неа да ја покаже својата ракотворба. Кога го видела царицата, убавиот монах се разгорела со нечиста похота и му предложила на монахот да извршат телесен грев, како некогаш жената на фараонот Пантефри на целомудрениот Јосиф. Кога Михаил го одбил скверниот предлог и почнал да бега, гневната царица наредила да го тепаат со стапови, а потоа да го одведат кај царот со обвинение дека ја хулел мухамеданската вера. Царот му предложил да ја прими верата на Мухамед, но тој одбил. Тогаш му дале некаков јак отров да го отрујат, тој го испил отровот и ништо не му се случило. Тогаш царот наредил па го исекле со меч насред Ерусалим. Монасите го нашле неговото тело и го пренеле во манастирот на Светиот Сава, каде што чесно го погребале. Светиот Михаил пострадал за Христа и се прославил во 9 век. Спаси Amen.
моливи спасения нашего ради, воплотити ся от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися, распнися же Христе Боже, смертью смерть поправи, един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Преподобната Ефросинија кнегиња Полоцка, ќерка на полоцкиот кнез Всеслав. Кога родителите сакале да ја свршат за едно момче, таа избегала во женски манастир и се замонашила. 3 пати се јавил ангел Господов и го покажал местото каде што таа треба да изгради нов манастир за девици. Ја привлекла во монаштво и својата сестра Евдокија и многу други девојки од слојот на големците. Една нејзина роднина Зненислава, кнегиња Борисовна, го донела сето свое богатство, фустаните и драгоцените камења, па рекла: сите убавини на овој свет ги сметам за ништожни, а овие украси подготвени за бракот ги давам на црквата на Спасителот. И самата сакам да се посвршам за него во духовен брак и да ја приклонам главата своја под неговиот благ и лесен јарем. Ефросинија и неја ја замонашила и дала име Евпраксија. Во староста Ефросинија посакала да умре во Ерусалим и се молела на Бога за тоа. Бог и ја услишал молитвата, па на вистина кога го посетила Ерусалим, таму и завршила. Била погребана во манастирот на Светиот Теодоси на 23 мај 1173 година. Благослови